Добар ден и честит празник! Денес Македонија го слави денот на основањето на револуционерната организација. За ова и за другите актуелности денес гледајте во празничниот дневник веднаш по кратката најава. Македонија го слави денот на Македонската револуционерна организација, символ на вековната определба за самостојност и основа за македонското револуционерно движење. Кабинет за млади истражувачи доби најмалата општина на истокот Зрновци. Средствата се обезбедени од програмата за зачувување на природата од Швајцарската конфедерација. Македонската машка пингпонгарска репрезентација освои 6-то, а женската 8-мо место на Балканското првенство во пингпонг во Штип. Денес почнуваат надпреварите поединечно и во двојки. Македонија денес го чествува денот кога пред 122 години од страна на 6 интелектуалци во Солун е основана Македонската револуционерна организација. Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Иван Хаджи Никулов, Антон Димитров и Христо Батанџиев се основачи на организацијата која е символ на организирано македонско револуционерно движење. Еве како се славеше во Штип. Со пригодна програма лоцирана во Музеот на истакнати личности од Штипско Новосело, Штип започнува една убава традиција за славење на големиот национален празник, посветен на македонската револуционерна борба. Посетителите на Музеот на восочни фигури во Новосело денес имаа можност да проследат видеопрезентација за животот и делото на штипските револуционери Владислав Ковачев и Тодор Александров и да ги видат восочните фигури поставени во автентичен амбиент на оние кои животот го посветија за идејата на Македонската револуционерна организација и борбата за самостојна и модерна Македонија. Ние сакаме да сите наши сограѓани, оние туристи, ученици, студенти кои ќе дојдат овде, да го користат музеот како институција и објект за своја едукација, за дидактички активности, за да преку и овие активности што ги правиме го подигнеме патриотското чувство на нашите сограѓани, да бидат свесни за својата традиција, за своите корени, бидејќи само така можат да ја знаат, да ја ценат и да се збогатат со духот на таа традиција за да можат истиот да го наградат. Со Музеот на восочни фигури посветен на историските личности, Штип ја потврдува својата вековна посветеност на идејата за слободна Македонија. Еве годинава имаме прилика во легендарното Штипско Ново село, во објектот кој што е изграден за дејците на ВМРО, да го прославиме 122 годишнината од формирањето на Македонската револуционерна организација од страна на 6 млади интелектуалци кои што го започнаа делото кое што се уште трае. Од мое име и од име на Општинскиот комитет на ВМРО да помене на сите граѓани на Република Македонија им го честитам денот на Македонската револуционерна борба. Користам приликата да го честитам празникот на македонската национална борба на сите граѓани на Штип и на Македонија. Воедно единствено што можеме да направиме за оние луѓе што ги дали животот што се бореле за Македонија, да потсетиме и да им се заблагодариме уште еднаш за сето оно што го направили за своите жртви. Благодарам. Денот на Македонската револуционерна борба денес со пригодна свеченост беше одбележена и во Делчево. Пред споменикот на македонскиот револуционер и патрон на градот Гуца Делчев, букет и цвеќе положија градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански, делегација од локалната самоуправа, представници на локални институции, политички партии и здруженија на граѓани. Формирањето на внатрешно македонската револуционерна организација значило почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 година и Крушевската република преку Народно-ослободителната војна резултира со создавање современа самостојна македонска држава. Во Пробиштип денешниот празник се одбележа со изложба од Лесновската ликовна колонија. По повод денешниот празник, во Домот на културата Злетовски рудар во Пробиштип беше отворена 24-та поред изложба на делата на Лесновската колонија. Произлезени се 29 дела, 29
платна се насликани и се овде изложени, нели, пред пробиштипската јавност. Овие 29 дела се придружуваат на сите оние дела кои што се како трајна архива во рамки на Домот на културата Злетовски рудар и во собственост на општина Пробиштип. 24 години на обстојување на Лесновската ликовна колонија доволно говори за тоа дека имаме квалитет, имаме еден континуитет. Инаку во август и септември Лесновската колонија се одржуваше и во Древното Лесново, на која присуствуваат 12 уметници. Претежно инспирацијата на уметниците им е од живописното и Древно Лесново. А идната година Лесновската колонија ќе прослави јубилејни 25 години. И оваа година младите уметници имаа можност да ги искажат своите уметнички таленти. Резултатот од овогодишната Лесновска колонија се 29 дела од 12 уметници. Толку за празничните активности, продолжуваме со другите актуелни случувања. Зрновци, најмалата општина на истокот, му посветува големо внимание на комуналното уредување на населените места, но работи и на зачувување на природните реткости на Зрновскиот регион. За овие и за други проекти во Зрновци од прилогот што следи. Иако мала општина по број, општина Зрновци со реализираните проекти успева да се вброи меѓу ретките општини кои му посветуваат посебно внимание на комуналното уредување во општината, заштитата на природните реткости со кои располага Зрновскиот крај, како и енергетската ефикасност на постојната зграда во која се сместени службите на општината. Преку програмата за зачување на природата, општина Зрновци доби средства преку секретаријатот на Швајцарската конфедерација, средства за опремување на еден кабинет за млади истражувачи, што значи тука овие млади истражувачи ќе се грижаат за растителната разновидност низ општина Зрновци. Преку проект на швајцарската влада, при крај се работите на изработката на нова термофасада на општинската зграда, со што енергетската ефикасност ќе биде поголема, а со тоа и заштедата на електрична енергија исто така ќе биде поголема. При тоа дојде до промена на прозорите, со обзир на тоа што сите овие прозори беа од многу поодамна, значи се работеше за обични прозори кои што беа поприлично искривени, така да навистина топлинската енергија знаеше да се губи во текот на зимото, така да сега со овие енергетско ефикасни прозори и со изградбата на термофасадата очекувам дека навистина општина Зрновци ќе заштедиме во енергијата. Меѓутоа исто така дојде и до разубавување на самата општинска зграда, со обзир на тоа што ова е зграда од 50-тите години, така да навистина, значи ова беше вистински момент за да се смени ликот на општинската зграда. Овде се работи за средства од 1 милион денара, од кои што општината учествува со 300.000 денари, останатите средства се значи преку швајцарската влада. Со средства од 1 милион и 400.000 денари од буџетот на општината, од кои ќе се прифати атмосферската вода. Едукација и обуки се активностите кои ги планира Советот на млади на општина Штип. Овој наредниот викенд Советот на млади ќе реализира обуки за социјалните медиуми, а учесниците на крај ќе добијат сертификат за поминатата обука. Советот на млади при општина Штип континуирано работи. Периодов става акцент на едукацијата и неформалното образование, односно организира и реализира настани кои се од едукативен карактер. Откако минатите викенди беа реализирани обуките за правопис и говор, како и обуката за подобрување на начинот на представување на младите. Веќе следните обуки ќе се одржат овој и наредниот викенд. Станува збор за 4-дневна обука за социјални медиуми која ќе се одржи во локалната самоуправа. Влијанието на социјалните мрежи, како се врши маркетинг на интернет, кампања, офлайн и онлайн активности и учесниците на таа обука на крајот ќе одат на завршна конференција во месец декември во Скопје. За месец ноември пак планирана е обука за медијаторство и отворени денови за младите од регионот. Што значи да бидеш медијатор и зошто таа професија е второ неплатена професија во Америка?
Покрај таквите активности Советот на млади ќе организира и мотивирачки денови, отворени денови, планирани се постојни средби со маите пред студентите и средношколците како најголема таргет група. Во обуката која ќе се одржи овој наредниот викенд ќе учествуваат 30 млади лица од цел источен регион, а истата ќе се спроведува и во Скопје. Културни настани од областа на ликовната, музичката и драмската дејност подготвува Домот на културата во Дилчево за наредната недела. Богата културна недела најавува Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров од Делчево. До крајот на месецот делчевчани ќе имаат можност да проследат неколку активности во салата на Домот на културата. Застапени ќе бидат настани од ликовната, музичката и драмската дејност, најави директорот Петровски. За 26.10, тоа е понеделник, веќе е предвидена една изложба на слики од познати македонски автори, исто така и автори од ликовни автори од Факултетот за ликовна уметност од Скопје. Особено задоволството е големо бидејќи ќе изложуваат повеќе автори. Тоа е групна изложба на Фехим Хускович, потоа Валентина Стефановска, Захид Бујукшлиен, Зухал Арда. Тоа се, значи, 4 уметници кои што во оваа прилика ќе изложат своји дела во фојевето спомендомот Аснум. Исто така на 28.10. особено чест и задоволство ќе ни биде во Центарот за култура да ни бидат гости од самостојни уметници од областта на музичката дејност. Тоа се Бранко Павловски на кларинет и Емилија Попивода, тоа е музички уметник на пијано, и во оваа прилика ќе исполнат класични дела со примеси на джез од Гершвин, Берштайн и други познати музички уметници. Наредната сабота, пак 31 октомври, во киносалата во Делчево ќе се прикажува драмската представа Ревизор на драмското студио Благоевград од Република Бугарија. Почетокот на представата е во 17 часот. Сообраќајната култура е присутна во намалувањето на црната статистика од сообраќајните несреќи. Одделението за безбедност во сообраќајот и Црвениот крст во Штип заеднички работат на проект за сообраќајна едукација на младите. Одделението за безбедност во сообраќајот при полициската станица во Штип и Општинската организација на Црвениот крст во Штип продолжуваат со реализација на најновиот проект за едукација на младите во однос на сообраќајната безбедност. Станува збор за проект во текот на кој ќе се организира и квиз на знаење кој ќе се емитува во студиото на телевизија Канал Плюс. Во соработка со медиумот Канал Плюс веќе почна со подготовки, односно со реализација. Интересот, посебно нарадува фактот што интересот на учениците од основните и средните училишта е голем. Има пријавено негде околу 80 екипи за едукација по прва помош и безбедност во сообраќајот. Станува збор за тимови од повеќе градови во регионот кои пројавиле интерес за учество, а квизот ќе може да се гледа во текот на ноември месец. Од текот на наредната недела ќе започнеме со обуките со теоретскиот дел од обуките за прва помош и безбедност во сообраќајот, така да се надеваме дека се ќе тече во најдобар ред. Кога може да се очекува да се гледа на Канал Плюс? Па како што сме информирани, престоело на телевизијата Канал Плюс некој реновирање на вашето студио. Веднаш по реновирањето, значи негде на почетокот на месец ноември ќе започнеме со снимање на овие телевизиски квизови. Со квизот кој ќе биде од награден карактер, ќе се поттикне младата популација помасовно да се едуцира за тоа што треба да се стори доколку дојдат во ситуација да треба да помогнат на жртви во сообраќајни незгоди. Вчера во СВР Штип, ЛЈ вработен во менувачница Бобово Штип пријавил дека СС 33 години се обидел да размени банкнота од 200 евра за која истиот се посомневал дека е фалсификувана, а како што информира МВР, ГА вработен во маркет, вчера пријавил дека претходниот ден во банка во Штип при предавање на дневен пазар од страна на вработен во банката утврдена е една фалсификувана банкнота од 500 динари. Банкнотите се одземени за вештачење со потврда за привремено одземени предмети.
Рейтингот на рускиот председател Владимир Путин достигна рекордна вредност од речиси 90%, покажуваат објавените податоци од истражувањето на јавното мислење во Русија на социолошкиот центар. Анкетата покажа дека позитивно мислење за работата на Путин имаат 89,9% од испитаниците, што е нов рекорд. Овој резултат го надминува претходниот рекорд, регистриран во јуни 2015 година, кога рейтингот на Путин изнесуваше 89,1%. Според експертите, новиот уште повисок рейтинг на председателот е условен пред се од случувањето во Сирија и воздушните напади на руската авиација врз позициите на терористите. Анкетата била спроведена во 130 населени места во Русија. Петра Ласло, унгарската снимателка која беше во центарот на вниманието на јавноста откако клоцаше бегалци на границата со Србија, изјави дека планира да го тужи 52 годишниот бегалец Осама Абдула. На почетокот на септември се појави снимка на која може да се види како снимателката од унгарската телевизија 3 пати физички ги нападна бегалците кои се обидуваа да го пробијат полицискиот кордон. После ова доби отказ од телевизијата за која работеше. Ласло, која сега кривично е гонета од унгарските обвинители, изјави дека откако ќе се заврши кривичната постапка против неа, ќе поднесе 2 против тужби. Ласло за руските медиуми изјави дека има намера да го тужи и Facebook, бидејќи одбил да ја отстрани групата која и се заканува, а ја избришал групата која и дала подршка. Според актуелната ранг листа на најдобрите градови за живење во светот, Виена е град каде најдобро се живее во Европа, а на светско ниво пред него е само Мелбурн, Австралија. Освен тоа, Виена е единствениот европски град кој што се наоѓа меѓу првите 5 во светот. Меѓу најдобрите 10 се најди уште еден европски град, Хелсинки, Финска, и тоа на 8-то место. Ранг листата која секоја година ја составува магазинот Економист го мери квалитетот на живот во 130 градови на 5 континенти во категориите стабилност, здравствена нега, култура, животна средина, образование и инфраструктура. Репрезентацијата на Романија во машка и женска конкуренција се балкански шампиони во пинг-понг. Македонската пинг-понгарска репрезентација заврши на 6-то место во машка и во женска на 8-то место. Наредните 2 дена ќе се игра во поединечна конкуренција, а после 16 часот во двојки и мешани парови. Овака, како што кажавме, во средата и четвртокот се одигра екипните надпревари во машка и во женска конкуренција. Надпреварите завршија, така да редоследот на репрезентациите на ова балканско првенство е да во машка конкуренција шампиони на Балканот стана романската репрезентација, второ место Србија, додека пак трето и четврто место го освоија турската и бугарската репрезентација. Додека пак во женска конкуренција прво место исто така го освои репрезентацијата на Романија, второ Босна и Херцеговина, трето место репрезентацијата на Србија. Денешните надпревари, значи во петок, сабота ќе се одигруваат надпреварите во поединечна конкуренција, додека пак после 16 часот се одвиваат надпреварите во двојки и во мешани парови. Додека пак во недела ќе се одигруваат полуфиналните и финалните надпревари, каде што во 16 часот и ќе заврши ова балканско првенство. Задоволна од играта на младите пинг-понгари во досегашните одиграни надпревари е селекторот на македонската репрезентација Катерина Атанасова. Па еве, и кога го имавме последното интервју, кажавме дека ние нема да бъркаме некој резултат, бидејќи си го знаеме местото на Балканот кај ние, но сепак можам да кажам дека сум задоволна од играта и на машките и на женските. Значи може уште подобро и ќе се трудиме понатаму, барем да ги победиме некои конкуренти што ни беа овде, но во цело сум задоволна од играта на нашите репрезентативци. Финалните надпревари се предвидени за во недела, каде што и ќе заврши 41-то балканско првенство во пинг-понг. Ова е Севодневникот во 16:30. Со овие, но и со нови информации се гледаме во 20 часот. Пријатно попладне.